Почитувани граѓани, почитувани медиуми, добре дојдовте на пресконференцијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на која што ќе се обрати председателот на партијата Зоран Заев. Повелете. Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, прво дозволете јавно да ја поздравам одлуката на владата да побара вонредна состојба и да го повикам председателот на државата да донесе одлука за вонредна состојба. Се справуваме со еден од најголемите глобални предизвици, да го заштитиме здравието и сигурноста на граѓаните во време на пандемија и ширење на коронавирусот. Во време кога целосно сме посветени и се бориме со широко распространетиот вирус, пристигна и многу важна вест за еднината на нашата држава и врвен стратешки приоритет. Северна Македонија е веќе 30-та земја членка на НАТО. Во вонредни околности, Сенатот на Шпанија за прв пат гласаше од далечина, телематски само за нас, и без ниту еден глас против го ратификуваше протоколот за пристапување на Република Северна Македонија во НАТО. Со овој пријателски чин завршен е процесот на ратификација на протоколот во сите земји членки на Алијансата во неверојатно тешки услови. Испишавме историја за нашата држава и за сите наши граѓани. Во тешко време, кога сме фокусирани на заштита на здравието и сигурноста на граѓаните. Успеавме да го оствариме 3-деценискиот сон на многу генерации и покрај сите предизвици со кои денеска се соочуваме. Затоа сите сме горди на овој историски успех. Ги остваривме заложбите на претходните генерации, ја обезбедивме сегашноста и ја загарантиравме сигурната и стабилна иднина на генерациите кои доаѓаат по нас. Ова е верификација на вистинските државнички политики во изминатите 2,5 години. Уште од првиот ден од мандатот моравме да се посветиме на нашата земја и да ја вратиме на патот на интеграциите во Европската Унија и НАТО. Сега темелите се поставени и продолжуваме напред, да градиме безбедна, стабилна, развиена земја како основен услов за да може и економски посилно да се развива за подобар живот на сите наши граѓани. НАТО значи безбедни граници, стабилност и сигурност. Но НАТО е и пазар од 4 милиарди евра годишно. НАТО се повеќе инвестиции, нови работни места, повеќе пари, повисок животен стандард за сите граѓани. Станавме дел од НАТО, наред е вториот стратешки приоритет, членството во Европската Унија. Почитувани граѓани, покажавме дека можеме да се соочиме со предизвиците. Сега е време сите заедно да се фокусираме на новиот предизвик, да го заштитиме здравието на сите граѓани и заедно да се избориме со коронавирусот. Солидарноста и заедништвото се најсилното оружје за справување од каква било опасност. Затоа е исклучително важно да ги следиме и доследно да ги почитуваме мерките и препораките од надлежните институции. На тој начин да помогнеме во заштита на здравието и спречување на коронавирусот. Секако, уште еднаш ја поздравувам одлуката на владата да побара воведување вонредна состојба. Имајќи ја предвид сериозноста на ситуацијата, воведувањето вонредна состојба ќе придонесе за брзо и ефикасно да се спроведуваат мерките за заштита на здравието на граѓаните, но истовремено и за економските мерки за помош кон стопанството и граѓаните. Уште еднаш сакам да им се заблагодарам и да им одадам почит и јавно признание на сите кои учествуваат во борбата против овој вирус, здравствените работници пред се, но и полициските службеници, припадниците на армијата, службениците од сите институции, самите институции и медиумите. Државнички и одговорно е да бидеме единствени во делувањето. Маката да ја споделиме, заедно сме посилни и секој граѓанин е важен. Граѓаните нивното здравје да продолжи да не биде пред се и заеднички да делуваме, да се издигнеме уште повеќе и ќе успееме во заедничката борба против овој вирус. Благодарам.